Мустафа Кемали од тетовското село Џепчиште од оваа тезга со домата и зелка го прехранува своето семејство. Годинава тој е задоволен од родот и квалитетот, но продажбата вели многу слабо оди. Зеленчукот во овој период од годината до лани се продаваше претежно за гостителските објекти, каде се организираа свадби, крштевки и други манифестации. Патлиџанот и зелката највише ги трошате пора на рестораните. Ова година тие не работат и тоа е. У пазар толку и ќе дојде, ќе земе една зелка, тоа не можеш да даваш на големо. Така. Колку површини имате зелка засадена? Па ја имам скоро 2000 метра. 2000 метра, да ти кажем право, до сега 300 квадрата сум сечкол, другото све у поле. Другото се на нива, ќе скапе? На нива, ќе се скапе, што ќе бъде. Još една неделя, па ќе земам тракторот и фрезата и ќе фрезираме и готово. И Сашо Георгиевски од тетовското село Долно Седларце со иста приказна. Вели поради намалената продажба, цената на производите многу ниско падна. Тој истакна дека пласманот на производите е проблем со кој се соочуваат секоја година. Но откупот поради пандемијата го допре дното. Разлика од минатите години уназад се многу помали цените. Да речеме колку е патлиџанот, пиперот, не знам, кромидот. Да. Па минатата година патлиџанот беше под евро не беше. Значи над евро. Домашниот пас. Домашниот, така да за него збориме. А сега е 20 денари. Значи многу е падната цената од минатите години. Кемали смета дека единствениот спас е отворање на еден или повеќе откупни центри во Полошко. Па тоа е работата. Македонија има роба за овде. Секоја година имаше више за нас, ама чим нема откуп да се носи надвор од државата, не за ова година што беше пандемијата, се знае дека е криза, ама и другите години, кога една немаше откуп таму фанташки, одма овде се заглаваше, не идеше робаше. Подпредседателот на Федерацијата на фармери Мемет Синани вели дека Полошкиот регион е див запад во секој сектор, па и во областа на земјоделието, каде има големо производство, а нема откупни центри. И ние сме пуштени и препуштени сами на себе. А што е најважно? Времето е дојдено да се направи договорно производство. Да. Со фирма ќе направиш договор, ќе ти произведам пипер, пример, или јас со пченката имам правено договор со веником. Тоа е најважно сега во земјоделието, нели, за да имаш. Да, и ти имаш пласман кај да го носиш. Сега цената колку ќе биде, мада цената никој во договор не ти ја пишува. Зависи од. Ама знаеш дека имаш договор, ќе можеш да слушај, јас со тебе имам договор. Да. И треба да го донесам кај тебе. А не јас да го произведувам, па да го паркирам, гаражирам дома, па да влези водата, па да оди тоа за никаде, или па глупците, или не знам што направиме. Тој смета дека земјоделците не се доволно организирани во Полошкиот регион, затоа и во овој регион нема откупни центри. Дополнителен проблем е што државата поголем акцент, но и повеќе внимание му посветува на источниот регион.